Ако не е прскано со химикали, тогаш е здраво и органско. Ако е мазно за рацете, тогаш не е. На овој принцип потрошувачите ги препознаваат органските производи кои им ги нудат трговците на пазар. Некои велат и дека не се сигурни дека се она што се продава како органско е такво. Па јас не знам тука дека има органска храна. Не сум сигурна да има тука органска храна. Декларација ако има тоа? Ако има декларација, да, иначе мислам не. Така, кога се гледа не, само нели со испитување и со декларација дека е това стварно органско. Нели испитано, а инаку така на изглед не. Органско производство е малку по мазно, неквалитетно у однос на ова. Се што е мазно, тоа е повеќе химикали има внатре. Значи не мазно нешто, тако нешто. Земјоделските експерти од оваа област велат дека се она што се нуди како органско и не е органско. Потрошувачите да внимаваат на ознаките на производите да не паднат во замка. Слободен сум во проценка да кажам дека на пазарот има измама кон потрошувачите. Тоа што пишува органски не по дефиниција значи дека е тоа така. За да еден производ биде деклариран како таков мора да располага со соодветни обележја, а тоа е националното лого за органски производ, без кој не може да се потврди дека односниот производ бил контролиран од страна на сертификацијско тело. Потрошувачите кои што сакаат да се хранат здраво и да знаат дека не внесува штетни материи во својот организам, задолжително да го барат националната ознака или лого за сертифициран органски производ. Без таа ознака ниту еден производ не може со сигурност да се свати дека е органски. Проблемот не е да произведеш органски производи, сметаат производителите, туку сите стандарди кои мора да се исполнат, но и долгата постапка и сите процедури за да се добијат сертификати. Субвенциите за органските производители се повисоки до 30% во однос на конвенционалното производство. Најголеми привилегии во тој дел имаат лозарите и градинарите. Сепак во Штипско не се менува бројот на органски производители, иако дел од нив се откажа и вратија на традиционалниот начин на производство. Сега за овие субвенции аплицираат најмногу 60 земјоделци.